3, 4, 5. 5 plus. Еве ме! Сигурно се прашувате што правам вака. Тоа ви се вика дубење на глава, за да ти дојде мозокот подобро во главата од носете, малку да ти се пробуричка и да добиеш идеја. И сега гледајте како добивам идеја. Значи шлебадабада! Ху-ху! Имам идеја. Имам идеја како ќе станам невидлив. Сега го гледав рецептот на Цветко и си помисли дека сигурно мора да постои некаков си рецепт за да се стане невидлив. А ако може да има рецепти за да се ослаби или рецепти за да се здебели човек, тогаш сигурно мора да има специјален рецепт за Петко што ќе стане невидлив. Одам да проверам во книгите на мина за готвење. Книгите на мина за готвење. Ова ми се чини како да има некој магија внатре. Значи, опа! Еве книгата на мина за готвење. Како Петко да биде здрав, како да расте, како да се храни со витамини, минерали и така натаму. Сигурно мора да има некоја и како Петко да стане невидлив. Не за минерали, не за витамини, тоа веќе го знам. Опа! 78 страница! Како да го направите Петко невидлив? Добро, 71, 73, 75, 70... Леле, колку сум возбуден! 78! Ха-ха! Вели вака! Да! Петко понекогаш може да биде и невидлив. Се што треба да направи е да испие една шолја млеко со 2 ронки цимет. Ха-ха! Лесно како песна. А јас мислев кој знае што треба. Доволно е само човек да испие едно млекце, малку да стави цимет, фуп, ќе стане невидлив. 1, 2, 3, 4, 5. 5